Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Жителите од 10 улици во Виница наскоро ќе можат да се приклучат на новата водоводна линија. Реконструкцијата започна пред 10 дена. Жителите на булеварот Маршал Тито и на уште 10 улици во Виница во следните неколку месеци ќе може да се приклучат на новата водоводна линија. Реконструкцијата со изфрлање на старите азбестни цевки започна минатата недела и се работи етапно како што е најавено, вели градоначалникот Димитров. Веќе 10 дена фирмата Копи Инженеринг и работи градежните работи околу промена на водоводната мрежа во општина Виница. Еве гледаме дека булеварот на улица Маршал Тито е веќе завршена, продолжуваме на другите улици, сега почнуваме со улицата Славчо Стерменски. Инвестицијата е вредна околу 6,5 милиона денари, изведува фирмата Копи Инженеринг, така да се надеваме дека во следните неколку месеци работата ќе заврши како што треба. Старите азбестни цевки ќе бидат заменети на улиците Славчо Стојменски, браќа Миладинови, Раде Кончар, дел од булеварот Маршал Тито, делови од улиците Страшо Пинџур, Стив Наумов и Линденска, Димитар Осоговски, Димитар Влахов, Јане Сандански и 4-та македонска бригада. Предвидениот рок за изведба е 9 месеци, меѓутоа во договор со фирмата мислиме дека за околу 5 месеци ќе биде целосно реализиран овој проект. Овие улици ќе бидат комплетно реконструирани, меѓутоа имаме и други активности, а тоа е промена на канализационата мрежа и во населените места каде што нема канализациона мрежа, таму ќе ги регулираме овие работи. Во Виница вкупната водоводна мрежа е со должина од 42,5 километри, а повеќе од 60% е веќе завршена. Со оваа фаза е предвидено да бидат изфрлени од употреба 3960 метри азбестни цевки. Овој проект е финансиран од Европската инвестициона банка, Министерството за транспорт и врски и општина Виница. Соработката на Сдруженијето на пензионери Кочани со Сдруженијата од Лесковац и Крагуевац од Република Србија и со Сдруженијето на пензионери од Сандански Република Бугарија ќе биде остварена оваа година како на културен, така и на спортски план. Меѓународната соработка со Сдруженијата од други држави ќе значи многу за Кочанското Сдружение на пензионери, истакна претседателот на Сдруженијето на пензионери Кочани. Сдруженијето на пензионери од Кочани за оваа година покрај активностите на културен и спортски план планира и меѓународна соработка со Сдруженијата на пензионери од соседните држави Србија и Бугарија. Имаме контакти за соработка, понуди за соработка и од наша страна или од нивна страна, од Сдруженијето на пензионерите Лесковац и Сдруженијето на пензионери Крагуевац, но имаме одредени исто контакти со Сандански од Република Бугарија, што сака со нашето здружение да имат една поголема сплотена, поголема соработка и на спортски, и на културно-забавен живот, и на општо заеднички екскурзии и рекреации да ги организираме и јас сметам дека тоа ќе го направиме. Соработката ќе се однесува на планирање заеднички настапи како на културен, така и на спортски план, што ќе значи многу за кочанските пензионери во однос на размена на искуства меѓу себе, заеднички планирања и настапи како и дружење во третото доба од животот. Поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски упати писмен демант до Канал 8 во врска со објавената информација околу сомневањата за затајување данок од страна на поодделни вработени лица на високи раководни позиции во општината. Демантот го пренесуваме во целост. Во вашата информативна емисија од 7 март оваа година објавувате неточно, нецелосно, тенденциозно и со намера да бидат дискредитирани јас, моето семејство, како и постигнувањата што ги имам направено додека ја врше функцијата градоначалник на општина Кочани. Се извлекуваат погрешни податоци после едносоветничко прашање. Со вашите најави неофицијално отворено се прашува за наведување на погрешен заклучок за мојата работа во делот на прибирањето на даноците. Токму поради тоа, а и за запознавање на јавноста со реалноста, ви го доставувам следното. Со моето доаѓање за прв човек на општината, една од првите задачи беше прибирање на приходите од даноци и такси.
Токму поради тоа предложив на првата седница на Советот да се намалат даноците и таксите на граѓаните за околу 25%, што беше усвоено едногласно од сите советници. На секој седмичен колегиум, прва точка беше разгледувањето на приходите со посебен осврт на даноците, во кое учествуваа сите членови на поширокиот колегиум. Посебно се водеше сметка за наплатата на даноците од вработените во општината и институциите формирани од неа, заради тоа што повеќе од половината од вработените со години ги немаа измирувано нивните обврски. Со тие мерки се постигна резултат сите вработени целосно да се ги измируваат обврските. До 2008 година наплатата на даноците беше под 10% или само 1,5 милиони денари, за да во 2016 година се наплатат 14,5 милиони денари, што представува над 97% од задолженијата, односно облогот и општина Кочани беше земена како пример за наплата на даноците. Посебно сакам да се осврнам и на делот на советничкото прашање кое веројатно има произлезено од документ што е испратен од страна на надлежните служби, а веројатно под рака доставен до советникот, како известие за пријавување имот од информациите од секторот за урбанизам за ново евидентирани објекти кај наши сограѓани. Од истиот може да се забележи дека лицето И.Н. сега вработен во општината е известено со допис од 25 ноември 2016 година дека има непријавен данок. Дали има даночна пријава, дали има платено за изминатиот период, треба да проверите во даночното оделение, од лицето задолжено за односи со јавноста или директно од градоначалникот. Ставот на Канал 8 телевизија е дека во доставениот демант екс-градоначалникот Димитровски не дава одговор на прашањата што беа поставени во прилогот од минатата недела. Еве го уредничкиот став во однос на неговата реакција. Почитуван поранешен градоначалник Ратко Димитровски, нејасно е зошто вие се јавувате со демант на текстот под наслов "Раководители во локалната самоуправа на Кочани затајувале данок на имот". Во моментот, колку што е познато, не сте раководител во општината. Или пак, вие се препознавате во написот, затоа што можеби немате платено данок. Во демантот се обидувате да ја дефокусирате јавноста, но ние отворено ве прашуваме. Дали вие сте свекорот што ја подучувал снаата раководителка да не го пријавува имотот? Дали таа пред известно време, откако беше поставено советничкото прашање, пуштила пријава за имотот во кој живее со семејството? Дали тогаш може да ви веруваме на тоа што го пишувате, дека сите вработени целосно си ги измирувале даночните обврски? Кога веќе сам се наметнувате, а и поради тоа што новинарот треба да верува, но и да проверува, јавно ве прашувам вас како поранешен вработен во општината, а ги прашувам и од одделението за даноци, такси и надоместоци, службите за односи со јавноста, градоначалникот и општината. Дали вие, Ратко Димитровски, екс-градоначалник на Кочани, сте плаќале данок на имот на се што поседувате, куќа, викендичка, компанија? Колку вкупно данок плаќате на општината годишно? Дали по уплатата на данок ви се враќани пари по некој основ? Дали, како што беше изнесено во јавноста откако дојдовте за градоначалник, данокот на имот на вашата куќа бил намален, додека другите граѓани, според новата методологија, добија повисоки сметки? Канал 8 сака да го види одговорот на овие прашања, уредно доставен во документација што ќе ја објавиме во целост. Затоа што, нели, вие бевте градоначалник што ја сака транспарентност и одговорноста. Ако никој од повиканите не удостои со ваква информација, ќе го користиме слободниот пристап до информација од јавен карактер. Од и нас, обичните новинари и уредници, никој нема да ни пушти документ под рака, онака како што тоа го прават општинските служби за вас. По пристигнувањето на демантот од екс-градоначалникот Димитровски, во кој тој алудира на неговиот наследник на функцијата, Канал 8 побара образложение од градоначалникот Илиев за изнесените податоци. И неговиот одговор дојде во писмена форма. Поради тоа што сум спомнат во демант на новинарски текст, дозволете ми да изнесам податоци со цел објективно да ја известам јавноста. Во 2012 година како физичко лице од општината купив 2 плаца во местото викано Прокрка, за кој платив износ од 4.158.006 денари. Парите беа веднаш уплатени на сметката на општината.
Согласно законските прописи, во утврдениот рок поднесов проект, добив одобрение за градење и на почетокот на 2016 година почнав со изградба. Во ноември по изработката на геодетски елаборат во фирмата Геокарта ДОО направив упис во катастарот. Истиот месец добив известување од општината, кое го примив на 2.12.2016 година, со кое ме повикуваа да направам пријава на недвижноста. Назначувам, ни тогаш, а ни денес, се уште не се користат објектите за домување, зашто нема направено инфраструктура. На 6.12.2016 година поднесов даночна пријава за утврдување на данок на имот, за кое на 28.12.2016 година е направена проценка во која како година на градба е назначена 2016 година. За време на проценката, двете куќи не беа приклучени на системот на електрична енергија, а исто така и на системот за комуналии. Без разлика што објектите се градија во 2016 година, се упишаа во катастар ноември 2016 година. Јас бев задолжен со решение од 30.12.2016 за данок на имот за цела 2016 година, кој уредно го платив. Во самото решение е назначено стан, куќа, во кој не живее. Назначувам дека и двете куќи во кои и ден денес не се живее, јас плаќам данок на имот за 2016, 2017 и сега сум задолжен за 2018 година. Почитуван поранешен градоначалник, јас платив за двата плаца износ од 4.158.006 денари. Износ кој досега не е постигнат на ниту една наредна лицитација. Дали вие направивте нешто за тие пари? Појдете ќе видите дека за да дојдам до нив, ќе мора да газам вокал. Каква инфраструктура направивте со тие пари? За жал, ова не е случај само со мене и со многу други граѓани кои уредно платиле, а за возврат не добиле ништо. Кога веќе зборуваме за плаќање на обврски кон државата, што е наша должност, јас како физичко лице и собственик на приватна фирма по основ на данок на имот и комунална такса, годишно кон општината плаќам износ од 236.024 денари. Колку вие плаќате? Кажете на граѓаните дека под закрилата на фирма која вработува инвалидни лица не плаќате ни денар. Ве молам, ова јасно и гласно објаснете им го на граѓаните. Со плаќањето на данокот се покажува патриотизмот и општествената одговорност. Со објавувањето на службени документи ја отворивте Пандорината кутија за дисциплинска одговорност на раководители на сектори и оделенија. Со рекреативен марш до училиштето во Полаки, извидничкиот одред Ластовица ги започна активностите на терен за оваа календарска година. Се најавува дека училишниот објект што извидниците го добија на користење од општината ќе прерасне во еден од главните извиднички тренинг центри во Македонија. Членовите на извидничкиот одред Ластовица од Кочани ги искористија поволните временски услови викендов за успешно да ја започнат новата сезона. Околу 40 од нив зедоа учество на извидничкиот марш во должина од околу 25 километри. Првиот дел од маршот започна од местноста Крушка и заврши до училиштето во селото Полаки. По кратката пауза во дворот на објектот беа демонстрирани извиднички игри и други активности со кои се поттикнува извидничкиот начин на размислување како и тимската работа и дружењето. Потоа маршот продолжи преку местноста Бабиште и пред училиштето во селото Јастребник беше одржан краток час за ориентација во природа. По упатствата за користење на топографската карта, извидниците го продолжија патот кон браната градче и го завршија маршот во Кочани. Ова беше прв престој на кочанските извидници во училиштето во село Полаки, кое пред известно време им беше доделено на користење од страна на локалната самоуправа на општина Кочани. Според зборовите на старешините во одредот, во план се активности и проекти со кои училишната зграда за кратко време треба да стане еден од главните извиднички тренинг центри во Македонија. Основното училиште Раде Кратовче започна со подготвувањето на свечената академија по повод одбележување на патрониот празник на училиштето. Во активностите ќе бидат вклучени учениците од повеќе активи кои што функционираат во училиштето. Започнаа подготовките на учениците, наставниот и раководниот кадар на основното училиште Раде Кратовче за одбележување на патрониот празник.
Оваа година се навршуваат 74 години од смртта на патронот Кратовче. Во подготовките и одбележувањето на патрониот празник активно се вклучени сите ученици од прво до 9 оделение. Вклучени се драмската секција. Овој пат ке се представиме со извадок од една наша позната македонска драма, Бегалка. Понатаму ќе учествуваат хорот и оркестарот, училишниот хор и оркестар. Тие ќе имаат исто неколку точки. Исто така ќе имаме две наши ученички кои ќе изведат соло песни. Исто така ќе бидат вклучени и учениците од второ, трето, четврто со нивни ритмички игри. Пето оделение исто така ќе имаат точка. Би можела да кажам дека оваа година ќе земе активно учество, значи и учениците исто така вклучени од подрачното училиште во село Невичани. За истата прилика училиштето распиша и литературен конкурс. Учениците можат да творат на слободна тема. Конкурсот веќе трае од денес до 19 овој месец. Ќе бидат разгледани од активот по македонски јазик и ќе бидат одберени творби како од предметна, така и во деленска настава и учениците ќе имаат можност да ги прочитаат творбите пред бистата на Раде Кратовче. Ланската година наши ученици имаа можност да отидат на местото на каде е убиен Раде Кратовче и имаат убави впечатоци оттаму, значи, и доколку имаме можност, доколку се обезбеди превоз, и ова година исто така се планира, значи, посета на споменобележјето во село Главовица. Заборавив само да кажам дека и оваа година за програмата, значи благодарност до сите колеги и колешки, както и до директорот на училиштето што се излегуваат во пресред, значи вежбаме активно, работиме и посебно, значи, благодарност и до наставничката по ликовно образование Елизабета Зафирова Стојанова, која што секоја година прекрасно ја прави сценографијата во Центарот за култура. Свечената академија по повод празникот ќе се одржи на 22 март, четврток во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Положувањето од свеќе на бистата на Раде Кратовче во дворот на училиштето и во паркот на Револуцијата е закажано за 23 март, петок, која ќе се одбележи патрониот празник на средното училиште Љупчо Сантов. Следува информацијата од спортот. Фудбалските екипи од Кочани викендов ги започнаа надпреварите во пролетниот дел од правенствата во кои учествуваат. Женскиот фудбалски клуб Кочани на стадионот Никола Мантов доживеа катастрофален пораз од Тиверија од Струмица, а фудбалерите на Осогово како домакини ја победија победа од Валандово. По завршувањето на зимската пауза започнаа надпреварите и за фудбалските екипи од Кочани кои се надпреваруваат во првата лига за жени и втората лига Исток. Тимот на женскиот фудбалски клуб Кочани во првото пролетно коло на домашен терен започна неславно против фаворизираната Тиверија од Струмица. Нашите девојчиња доживеа висок пораз од 5:0, што можеше и да се очекува со оглед што струмичанки се второпласирани на табелата. Тие беа понадмоќни на теренот, а од поголемиот број шанси за гол искористија само 5. Првиот погодок во 13-та минута го постигна Стојковска, а до крајот на полувремето Тиверија водеше со 2:0 со голот на Николовска. Со слична игра гостинките продолжија и во вториот дел, што ефектуираше со зголемување на водството. Во 55-та минута Стојковска постигна уште еден погодок, а 10 минути подоцна во листата на стрелците се запиша и Димовска. Конечниот резултат го постави Николовска со погодокот во 77-та минута. Со овој пораз, ЖФК Кочани останува на 9-то место со 10 бода, а во следното 13-то коло ќе гостува во Дојран против екипата на спортски центар Истатов. И фудбалерите на Осогово викендов го започнаа пролетниот дел од правенството. Во рамки на 16-тото коло во Кочани гостуваше победа од Валандово, која доживеа пораз од 4:0. Самиот резултат е доволна потврда дека жолтосините, полесно отколку што очекуваа, стигнаа до 3 бода. Реално, поразот за валандовчани можеше да биде и повисок ако домашните ги искористеа и другите 100% шанси. Сепак, на првиот гол се чекаше дури до 30-та минута, кога Велески ја затресе мрежата на гостинскиот голман Ивановски.
Зголемувањето на водството за Согово дојде 3 минути подоцна со погодокот на Паунов, кој го постави резултатот од првото полувреме. Во вториот дел од надпреварот домаќините продолжија со нападите, а по неколкуте пропуштени шанси, Жоглев во 67-та минута успеа со глава да им донесе нова радост на своите соиграчи. Конечниот резултат од 4:0 дојде на 3 минути пред крајот на средбата со голот на Петров. Со освоените 3 бода, второлигашот од Кочани се извлече од последното место на табелата, кое му го препушти на својот противник од Валандово. Во следното коло жолтосините ќе гостуваат во Велес на тешка средба со третопласираниот Борец. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.